Ја отварам 31-та седница на Сојет на општина Кавадац и закажана за денес. На седниците присуствуваат 17 советници и очекуваме уште двајца да се приклучат во текот на седницата. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставен е и записник од 29-та седница на Сојет на општина Кавадац одржана ден 29.8.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 29-та седница на Сојет на општина Кавадац одржана ден 29.8.2019 година? Ве молам кој е за усвојување на записникот од 29-та седница на Сојет на општина Кавадац одржана ден 29.8.2019 година? Едногласно. Со решението за свикување на днешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Под број 1. Годишен извештај за работата на Средно општинско училиште гимназија Добри Даскалов Кавадац учебна 2019-2020 година. Втора, предлог годишна програма за работа на Средно општинско училиште гимназија Добри Даскалов Кавадац учебна 2019-2020 година. Трето, годишен извештај за работа на Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадац учебна 2018-2019 година. Четврта точка. Предлог годишна програма за работа на Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадац за учебна 2019-2020 година. Пета, годишен извештај за работа на Средно општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадац 2018-2019 година. Шесто, предлог годишна програма за работа на Средно општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадац за учебна 2019-2020 година. Седма, годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадац за учебна 2018-2019 година. Осма, предлог годишна програма за работа на Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадац за учебна 2019-2020 година. Девета точка, предлог годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Општинско основно училиште Страшо Пинџур Кавадац за учебна 2019-2020 година. Десета точка, годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Тодо Велков Пепито Кавадац за учебна 2018-2019 година. 11 точка, предлог годишна програма за работа на Основно општинско училиште Тошо Велков Пепито Кавадац за учебна 2019-2020 година. 12 точка, предлог годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Основно општинско училиште Тошо Велков Пепито Кавадац учебна 2019-2020 година. 13 точка, годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадац за учебна 2018-2019 година. 14 точка, предлог годишна програма за работа на Основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадац за учебна 2019-2020 година. 15 точка, предлог годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадац за учебна 2019-2020 година. 16 точка, годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Тоди Хаџитефов Кавадац за учебна 2018-2019 година. 17 точка, предлог годишна програма за работа на Основно општинско училиште Тоди Хаџитефов Кавадац за учебна 2019-2020 година. 18 точка, предлог годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Основно општинско училиште Тоди Хаџитефов Кавадац за учебна 2019-2020 година. 19 точка, предлог годишен план за вработување на 2020 година од Основно општинско училиште Тоди Хаџитефов Кавадац. 20 точка, годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер Кавадац за учебната 2018-2019 година. 21 точка, предлог годишна програма за работа на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер Кавадац за учебната 2019-2020 година. 22 точка, предлог годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Основно општинско училиште Димката Ангел Габер Кавадац за учебна 2019-2020 година. 23 точка, годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер село Ватуша за учебна 2018-2019 година.
24. точка. Предлог годишна програма за работа на Основно општинско училиште Димка Ангел од Габело село Ваташа за учебна 2019-2020 година. 25. точка. Програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Основно општинско училиште Димката Ангел од Габело село Ваташ за учебна 2019-2020 година. 26. точка. Годишен извештај за работа на Основно музичко балетско училиште Лазо Мице Фрале Кавадарци за учебна 2018-2019 година. 27. точка. Предлог годишна програма за работа на работењето на Основно музичко балетско училиште Лазо Мице Фрале Кавадарци за учебна 2019-2020 година. 28. точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2019 година. 29. На предлог на предлагачот ова точка се повлекува од дневниот ред. Предлог програма за изменување, дополнување на програмата за одржување на локални патишта и улици на подрачје на општина Кавадарци во зимски услови 2018-2019 година, зимска служба. Точката 30 станува точка 29 и натаму редоследно се менуваат бројот на точките. 29 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2019 година. 30 точка. Предлог одлука за одржување и определување на висината на доместокот за учество во есенски панаѓур во град Кавадарци. 31 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за организирање и дефинирање условите за доставување на стока на подрачјето на град Кавадарци. 32 точка. Предлог одлука за престанок на воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу општина Кавадарци и општина Велес. 33 точка. На предлог на предлагачот ова точка се повлекува од дневниот ред. Предлог одлука за примање на донација, материјално добро, проектна документација за инфраструктурна изградба на кружен ток Р1107 пред влез на град Кавадарци. Точка 33, понатаму редоследно се менуваат бројот на точките. Значи 30 точка. Предлог одлука за примање на донација материјално добро, ревизорска урбана опрема за друштво со управување на сопатување и отпад на пакување, Пакомак ДО Скопје. Технички замачкано не можам да прочитам. Точка 34. Предлог одлука за давање согласност на судско порамнување во врска со судскиот предмет број 79/2019. Колега, не можеш да ме сакаш, ма почитувај ме. Исклучиво. Не го исклучувам, него. Ќе ме збуне и другата, ќе ја прочитам како што не треба. 36 точка. На предлог на предлагачот ова точка се повлекува од дневниот ред. Извештај за манифестација Тиквешки грозбор 2019 година. Понатаму редоследно се менуваат бројот на точките. 36 точка. Извештај за шестомесечно работење за 2019 година на ЈП Комуналец Кавадарци донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Поради поврзаност со претходната точка се предлага дополнително доставувања точка ќе биде со дневен ред 27 одлука за утврдување на вредност на бод за исплата на плата на даватели на јавни услуги и понатаму техничка лица и помошно технички лица вработени во ЈП Комуналец Кавадарци донесена од директорот на ЈП Кавадарци. Понатаму одиме редоследно. 38 точка. Извештај за шестомесечно работење за 2019 година на мини хидроцентрали Лукар Кавадарци донесени од управен одбор на ЈП Комуналец. Поради поврзаност на претходната точка се предлага дополнително доставување точка да биде со реден број 39. Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за плати на плата на даватели на јавни услуги и понатамошно технички и помошни технички лица вработени во ЈП Комуналец Кавадарци донесена од управен одбор на М. ХЕЦ Лукар Кавадарци. 40 точка. Годишен плат за вработување за 2020 година на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци. 41 точка. Статутарна одлука за измена на статут на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци донесена од управен одбор. 42 точка. Предлог одлука за примање на подарок уметничко дело слика
од јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци. 43 бројка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за изменување на представници на општина Кавадарци во јавна општинска установа Локален музеј галерија Кавадарци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2019 година. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 44. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот на платите на административните службеници за 2019 година. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на денешниот дневен ред на денешната седница и тоа: предлог програм за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбена опрема на подрачје на општина Кавадарци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 45. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за примање на донација материјално добро, изградба на паркиралиште за велосипеди од Пивара Скопје АД Скопје. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 46. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро, изградба на паркиралиште за велосипеди од Пивара Скопје АД Скопје. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: годишен извештај за работа на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци за воспитна 2018-2019 година, донесена од управен одбор на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Согласно деловникот молам за произнесување по предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 47. Годишен извештај за работа на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци за воспитна 2018-2019 година, донесена од управен одбор на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: годишна програма за работа на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци за воспитна 2019-2020 година, донесена од управен одбор на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Едногласно, благодарам. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 48. Годишна програма за работа на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци за воспитна 2019-2020 година, донесена од управен одбор на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на денешниот дневен ред со правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци, донесено од управен одбор. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Едногласно констатирам дека е усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка со реден број 49. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци, донесена од управен одбор. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за престанок на важење одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка проект енергетска ефикасност и расканување на договор со број 08/3668/1 од 29.7.2013 година.
Согласно деловникот, молам за пренесување за предложената точка на дневен ред. Едногласно, констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 50. Предлог одлука за престанок на важење одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка, проект енергетска ефикасност и расканување на договор со број 08 3668/1 од 29.7.2013 година. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред со денешната седница и тоа со предлог одлука за давање согласност за плаќање долг према општина Неготино заедничко оделение за енергетска ефикасност. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред, која е за едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка реден број 51. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за воспоставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. Шо е? Одиме. Согласно член 59 од деловник за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешна седница и тоа. Предлог решение за минување и дополнување на решението за разрешување и именување на представници на општина Кавадарци, представник во управниот одбор на ЈП Јасмин, заступани сувење со спортски објекти Мидуховаc Јасмин Кавадарци. Дополнувањето на дневниот ред го давам, кој е за? Сакате пауза пред? Добро, може. Значи пред последната точка пауза. Колеги, одиме со продолжување на седница, предлог решение за изменување и дополнување на решението за изменување на представници на општина Кавадарци во управен одбор на ЈП Јасмин Кавадарци. Кој е за? Едногласно благодарам. Целиот дневен ред го ставам на гласање, кој е за? Едногласно. Колеги, вака да се договориме. Овие точки за образование да ги дискутираме сите одеднаш, а поединечно да ги гласаме. Од 1 до 27, така? Значи, отварам расправа по точките што се поврзани со образованието од 1 до 27 точка. Кој бара збор? Доколку никој не ба... се извинувам, Радњански повели. Комисијата за образование. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани директори, медиуми служби. Се настапувам како советник, како председател на Комисија за образование. Ги разгледавме извештаите за работата на училиште минатата година, ги разгледавме и предлогодишните програми и она што го има као барање за екскурзии, бидејќи некој нема доставено во програмите така. Само ќе напоменам, ова е за советниците сите, бидејќи не беа сите присутни, само беа по 20 или 30 присутни, дека годишните програми се прават по терк. И дека никој директор или никој предметен наставник, иако можеби ќе најде на годишната програма некој мани или сака да вметне некоја нова содржина, нема да може тоа да го направи, затоа што ние наставници, нели, сме државни службеници, што значи слуги на државата и мора да работиме како ќе ни наложат луѓето од Министерството за образование, поточно од Бирото за развој на образование. И сега ги разгледавме извештаите и дојдовме до една општа констатација заедно и со директорите. И сега сакам нешто да прокоментирам што не беше изложено таму, а го знаеме сите дека е добро и чинам дека е добро и вие да го знаете. Нигде во извештаите за работењето не беше запишано физичкото здравје на учениците какво е. И сега во образованието, целта на образованието покрај развој на менталното здравје, треба да се грижиме и за развој на физичкото здравје на учениците, а спо една проценка која што вие треба да проверите, градоначалниче, вам ви се обраќам и на советниците, околу 70% од учениците имаат схолиози, што значи искривување на кичма. Што е недопустиво во ова време денес. Кои се причините за тоа? Јас не можам да кажам. Дали заради тоа што децата се помалку физички активни, дали заради тоа што носат многу книги, дали заради тоа што постојано на компјутери. Тоа ќе биде нека посебна анализа. Но,
што е тоа што ние можеме да направиме, а не го видов во ниједен извештај нели дека е присутно, значи физичкото здравје на учениците. Ова се случи и пред неколку години и исто да го коментирам. И се донесе еден заклучок да има волонтери, наставници по физичко воспитување, кои што дечињата кај кои што ќе се открие сколиоза или такво искривување, од која ќе одат во костозглобно, од кој што нели еминентни стручњаци ќе ги прегледаат, да можат тие вежби да ги прават на училиште и да видиме што можеме тука градоначалници да направиме као совет. Затоа што не може да не ни биде битно ако е таа, ја не тврдам дека е 70%, и ако со таа бројка се оперира. И не само во Кавадарци, тоа е на ниво на Македонија. Значи тие волонтери кои што и работеа во училиштата во Кавадарци, си изимаа некој паушал, некој додаток и држаа часови исклучиво со вежби, нели, за тоа. Зошто велам така? Затоа што секој предметен наставник по физичко воспитување е врзан со годишна програма. И ако он денеска има според дневното распределение да работи ракомет, он нема време да се занимава со таквите ученици. И ова сакам дека бидејќи алармантно, еве да ве алармирам и вас нели како советници, да го алармирам и градоначалникот и председателот на совет, да видиме што е тоа што можеме да го направиме, дали ќе бараме средства од Министерството за образование, дали часовите по физичко воспитување треба од 2, например, да поминат на 3 или 4, како што е сегде во Западна Европа, или да видиме што можеме да направиме. Тоа нели со кој што се сложивме сите и директорите и комисијата за образование. Според извештаите дневни што ги видов дека има и сите констатиравме дека има фингирање на успехот. Значи, тоа е видливо, затоа што според податоци што ги имаме, во едно училиште успехот е 4,75, значи сите во 4-та година се одлични ученици, а кога ќе дојде државната матура 3,20 и пазите над нивото на просекот. Тоа е реалност. Значи не се сите одлични, туку сите се добри. И со тоа што ние го фингираме успехот, дали заради тоа што сме мало место, дали за тоа што не може да му одолееме на родителите кои што сакаш секоја петка, му правиме мечкина услуга на тие наши сограѓани, за тоа што тогаш кога ќе одат на факултет, ќе мислат они се одлични или не се одлични. Ќе се судрат со тоа. Важи повеќе и за основното училиште, затоа што во осмолетка доаѓаат, од осмолетка доаѓаат луѓе во средните училишта и со фингиран успех могу земаат местото на оние што се реално оценети. Знаеме ученици кои што беа вратени од гимназија, затоа што немаат доволно успех, фактички не им е изфингиран успехот во осмолетки. И чинам дека тука се обраќам кон директорите, не се чувствувам добро затоа што ги има само 5. Тука требаше да ги има малку повеќе, да обратат внимание на тоа и да ги советуваат нели своите наставници кои што бидејќи тие се таму надредени. Недопустиво е, че го кажам тоа што и минати на комисија го констатиравме, да дојдат буквално неписмени ученици кои што не знаат да читаат. Значи, ако наставникот предметен по македонски јазик не го знае тоа, значи не си ја брка работата. Не можеме да му најме мана на родителите. Родителот не е да го учи детето. Ако е он да го учи детето, нема да го праќа на училиште. Разбирате? Значи, невозможно е доаѓат деца кои што не знаат да броje до 20 и кои што не знаат основни операции, собирање, множење, вадење и делење. Ние тоа дете сме го пропастили. Дали се работи за Министерството за образование, за просветните инспектори или она што е локално тука наше, тука треба се обрне внимание, затоа што не врве девизата не може да ме платат толку малку, кој што ја можам малку да работам. Затоа што ние, таква работа, нашата професорска работа, ние работиме една работа која што е благородна, затоа што секој дете на својот родител е нешто свето. Замислите, дете има природен талент за архитектура, за електроника, за електроенергетика или машинство и професорот по математика не сака да работи. Ние го упропастиме да имаш 50 деца, па едно да го даеш курбан, ама едно или две која имаш. И тука тоа нема никој да не го опросте, ќе простите вака вам што ви се обраќам као директори, но во вас е палката за тоа да го регулирате. И не може еден наставник да каже, ама детето не знае. Ако не знае, има настава, нели, продолжително додатна и така натаму, има да научи. Поимливо ми е во средно училиште да не прочитал ни едно списание.
да не гледал ни еден филм, затоа што не може титло да го прочита. И преку родителските состаноци, родителите да бидат обавестени за ова и во однос на тоа што значи сколиози или искривување на кичма, секој родител да може да си го провере своето дете, за да може благовремено се реагира, затоа што сега може би некако ќе се движе некако, ама кој ќе наполне 30 или 35 години веќе е инвалид, тоа со сигурност го прави. Во однос на средното музичко училиште, кое што е за пофалба, затоа што има не само што има бројни награди, имаат и други награди, нели, од другите училишта. Градоначалниче, вам ви се обраќам и на советници, дали преку партиите, дали вие преку ЗЕЛС, дај да овозможиме на тоа училиште да биде државно средно училиште, затоа што тогаш ќе бидеме регионален центар и тоа значи нешто за Кавадарци, а чинам на сите ни значи нешто ако во Кавадарци има такво училиште. И во однос на она што значи работни места, не видов во извештаите, ако ги пролистав, нигде не видов, имаме работни места кои што ви се преку потребни, ако што вие не ги напишете во извештаите. Ако Кавадарци е втор во Македонија по стварање на бруто национален доход, значи најмногу пари се одвојува од оваа општина. Не може Министерство за финансии, или бар не би требало да може, да не даде средства за хигиеничар, например. Затоа што не тераат да го кршиме законот, поточно ве тераат вас као директори да го кршите законот. Не знам сега како е, порано беше 700 квадрати хигиеничар треба да изчисти, што не е малко. И се замислите ако фале еден или двајца, или ако е некој на боловање. Со тоа што ги натераме да го изчистат, а не смее да не биде чисто, затоа што доаѓа инспекција, тогаш што се случува. Тогаш ние го кршиме законот и за една минимална плата од 12.000 динара мора да работат дупло повеќе. И градоначалниче да не мислам дека треба и вие тука да интервенирате и во министерството, тоа што следува, што е по норма, нели, што ни следува као училишта да се изфинансира. Што правиме ако некој наставник не го изфинансира? Нема да има настава. Учениците ќе губат години. Ете, до тука би застанал. Имено годишните програми комисијата реши сите ќе гласаме за. Ваше е косове да одлучите како ќе биде. Извештаите исто така ќе ги префатиме, комисијата беше за. Благодарам за внимание. Благодариме, колега, за дискусијата. Повели Душица. Почитуван градоначалник, председателе, колеги советници, медиуми. Ме потикна на размислување колегата и сакам да упатам, бидејќи се тука директорите на основните училишта и на средното училиште, меѓутоа претежно до основните училишта. Кога веќе отсуствуваат наставниците по проектот Еразма, кој ги надополнува нивните места и како часевите кои што ги испуштаат децата, ги наставните методни единици како ги надополнува. Затоа што веќе тоа е толку распространето из Македонија, каде што претежно одат на дали се едукација, дали се обука, меѓутоа во време кога е настава. Значи, обично кај нас во градинката, ако некој отсуствува, значи имаме замена или таа активност што треба дента да колешката да ја реализира друга колешка. Значи, ги надополнуваме и кај нас во градинка, во предучилишно воспитање нема пропуст. Меѓутоа, во разговор со повеќе родители кои што имаат деца во основните училишта, се малку вознемирени затоа што децата повеќе имаат слободни часови, а нивните наставници се на обуки на Еразма. Значи, дали тука преку Министерството за образование задолжително и колку тоа е добро, ако може да објасните и да слушне и до јавноста, за да може да знаат граѓаните каде да реагираат. Тоа е. Благодариме. Радњански, повели. Ова нема да биде реплика, ова ќе биде само на дополнување на излагањето на мојата драга колешка.
Значи не само што отсуствуваат по еден месец, може би се во странство, значи не ја работат работата за која се платени или некој друг ќе одработе, добиваат и сертификати. Разбирате? Значи тој што работи, тој што работи. И што работи може би и нивната работа, нема ништо, а овие ќе дојдат со сертификати кои што подоста нели значат што зголемување на плата. Ова е само дополнување на тоа што кажа. Благодариме. Дали има друг за збор? Доколку нема, на сите дискусии одговор ќе даде градоначалникот. Повели градоначалник. Почитуван председател на совет, почитувани советници, почитувани директори и јавност. Ова господин Тарѓански што го потикна како проблематика во делот на образованието и по физичка култура е разредувана тема и стварно е сериозна тема која што мораме да действуваме, да си изградиме здрава генерација. Во делот на она ние како општина и како совет до сега што го работиме, јас само ќе потенцирам и елаборирам некои работи. Ова година за прв пат успеавме сите дечиња да ги запишеме во предучилишно образование во детски градинки. Мислам дека и тука треба малку физичката активност и дружбата на децата да се зголеме. Во делот на основното образование, за жал, се уште имаме две училишта, а тоа е Димитар Ангел Габар во Батоша и Страшо Пинџер во Калајаци, кај што немаат спортски сали за физкултурно образование и култура. Јас како градоначалник, а верувам и вие како советници, за наредната година за буџет ќе ги ставиме двете сали да ги изградиме, а нормално ќе гледаме да бараме и средства за тие сали како да се изградат, да бидат и по-ефикасни и добри. Не е нормално според мене од 21 век училиште да нема спортска сала за одржување на физичко образование. Во оној дел кој што го спомнавте за волонтери или за луѓе надворешно да ги заангажираме, јас ја поддржувам таа иницијатива. Ќе спомнам дека на 7 октомври треба да имаме нова друга седница, каде што ќе го дискутираме и ребалансот на општина Кавајаци, кој ќе биде завршен ребаланс и после следува носење на нов буџет. Еве како иницијатива нека биде секое основно и средно образование, нека направи по една проценка финансиска и конструктивна проценка колку луѓе во кои часови дополнителни би ги одржувале тие вежби за тие наши дечиња. Ја верувам дека доколку имаме законска регулатива, мислам дека имаме, би го поддржале тоа со општински средства, пошто со Министерството за образование тешко разработиве и комуникацијски, веќе тоа и финансиски. Сами кажавте за чистачка да одобрат, ние едноставно се молиме и се влечеме по 3 месеци. Така да општина Кавајаци мислам дека има капацитет тие средства да ги одвои и да се работи на тие дечиња, не само на тие, него општо на сите, да се добие малку повеќе во делот на тоа што значи физичко образование и нивно подобрување на физичкото здравје. Тука сакам да ви спомнам дека физибилите студијата е готова за затворен базен. Затворениот базен е еден благодет кој што ако го успееме да најдеме приватен и јавен партнер кој ќе го инвестира и да го направиме за година и пол, ја мислам дека заедно со образованието да се вклучат сите дечиња да имат часови по пливање и тоа ќе биде дополнителна физичка активност каде што многу може да им помогне на децата при такви искривувања на ровет, кичви и така нататък. Така да ние како општина и лани воведовме уште две работи. Една работа беше бесплатно уметничко и рекреативно лизгање на самите деца, односно како се вика стручно што го направивме подиумот во делот на спортска сала за лизгалиште. Сите спортски активности кои што можеме ги овозможиме на децата, само може да бидат од благодет. Старите викат, чувај си го здравјето на млади години да го имаш на стари. Така да она што го кажавте дека сега да се исправат тие дечиња, понатаки може да биде само полошо. Не ја знам бројките дали е тоа 17%, 60 или 50, али еве директорите заедно со нивните стручни кадри кои ќе ги имат во физичко образование, мислам дека може да направат анализа и да го спроведиме тоа како општина, да не го занемариме. Во делот на спортските активности кои ќе ги имаме надвор од образованието, ние како општини и како совет ги поддржуваме скоро сите субјекти кои ќе имат спортски програми. Знаете дека годишно одвојуваме 12 милиона денари за спортски клубови во делот на различни спортски дејности. Така да тие пак се врзани со образованието, тоа се пак наши деца од образованието кои ќе учествуваат
на некој начин и професионално спортуваат. Тоа како обврска, мислам дека нема да биде некоја голема сума. Наредната седмица можеме да директорите ги задолжуваме и писмено да ги задолжите за да ни дадат сите пресметка од основното и средното образование колку ќе треба финансиска конструкција да го направиме. Во делот она што го спомна господица Душица, мислам дека вчера го разговаравме, сега општина Кавадац има и инспектор за образование, кој што претходно го немаше. И инспекторот за образование веќе алармира на таа ситуација, каде што многу часови се губат од настава заради отсуство на самите наставници кои се по некаква програма или проекти надвор од државата. Законски не знам дали има можност да се смени со друг некој заменски да се одржат тие часови. Направите директори еве задолжени за таа работа, колку е тоа, како и колку часови се изгубени до сега и какви се програмите понатака и што можеме да направиме да не губат воопшто 10 часови, а тоа дали ќе добијат они сертификати или нема да добијат, програмите и дружбите надвор од државата мораме да ги поддржуваме, меѓутоа да не се губи наставата во делот на текуното образование. За музичкото основно училиште кое што го имаме сега тука, веќе со директорот направивме добра комуникација во Скопје со Министерство за образование и сега бараме прамен начин и момент како да го создадиме тоа средно училиште. Имаме предуслови, имаме кадри, имаме потенцијал, али ми се чини дека мораме да бидеме во почеток како клон на некое друго средно училиште, а нормално ние ќе се бориме да бидеме независно државно музичко училиште. Значи нема да биде под општина Кавадаци, воопшто тоа нас нема да ни пречи, да имаме едно средно музичко државно училиште и сакам да го повикаме директорот тука да објасниме до каде е таа работа со проектот и дека е инвестигација. Благодарам. Директоре, повели. Почитуван градоначалник, почитуван председател, почитувани советници, директори и останати. Баш ми е драго што се разговара за една ваква информација и такво идеме за во нашиот град кој е потребно. Председно заблагодарам на главите зборови на председателот на комисијата што ги кажа за нашето училиште. И сакам да ве информирам во некои делови, во делот на изготвување на елаборатот, што до сега го работиме со градоначалникот и институциите од општината. Значи овака, во разговор со градоначалникот ние најдовме лица кои се соодветни во делот на изработка на елаборатот. Тоа се разволи на доктор професор од педагошки факултет Розалина Попова Коскарова, кој го изготвува елаборатот, а со помош на моите тимови од училиштето и заедно со мене. Значи, ние веќе во завршна фаза, ја веќе и градоначалникот го информирав пред 2-3 недели со допис да ме информираат директорите од основните и средни школи, пошто да идовме на еден проблем во делот на општо образовните предмети. Ние како наставен кадар во нашето училиште ги имаме стручните предмети што се во стручниот дел на настава, но за отварање на средно музичко училиште и даџбе општинско, тоа ќе видиме како градоначалникот, ни се потребни и општо образовни предмети, тоа се однесува на македонски јазик, македонска историја, информатика, прв јазик, втор јазик и физичка култура. Наидов на проблем во делот од директорите во информацијата дека тоа и за нас е најлесен начин да доколку на некои наставници во основните или средните училишта имат недостаток на часови, да ги преземат тие наши часови, тоа се во прва година 2, негде 3, така да до крајот на прва, втора и трета, четврта година кога се направат тие паралелки, наидуваме на околу едно полуработно време на овие што го кажав општо образовни предмети. Сега планираме план Б, значи за ова работа, значи тоа ќе бидат лица кои не се вработени. Но беше полесниот начин да доколку ги имаме тие финансиски средства од основните и средни училишта. Правно сега не е мое да го кажам тоа, значи има можности да средните училишта да ги преземат за овие општо образовни предмети како што се физкултура, информатика, да нашите ученици наидат
во тие средни училишта, пошто и таму се паралелките помалку, тоа ќе биде паралелка минимум е 16 ученици од 24, значи во прва година, и тие ученици може да ги преземат дали гимназијата или Кирос Панџо Брков или Шумарско училиште. Во делот на просторни услови, ние како училиште веќе го имаме просторот за едно такво училиште, што го рековме да ќе биде општинско или средновидичко или основно училиште. Ја мислам дека ова работа ќе се надмине со помош на изготвување на регулатор на лицето. Имам исто така и надворешни членови кои им помагаат во делот од Министерството. И дека ќе ги надминеме овие работи, ја верувам дека до следната седница елаборатот ќе биде припреман и ќе биде доставен на локална самоуправа, како совет вие да го помирите и, како што кажа и председателот на комисијата, да вие како совет да го изгласате, но и политичките партии да помогнат во делот на ангажирање на луѓе кои ќе ни помогнат за натаму на влада, па да иде на комисија, па на седници, да оде на влада. Тоа е информацијата во делот на овој елаборат што е веќе во завршна фаза и ќе биде во делот на помош не само за нашата локална самоуправа, туку и малци и пошироко во делот на овој Варнерски регион од Кавадарци до Гевгелија. Благодарам. Благодариме. Дали има друг за дискусија? Колеги, доколку нема, одиме редоследно со гласање точка по точка. Прва, годишен извештај за работа на Средно општинско училиште Гимназија Добри Даскалов Кавадарци за учебна 2019-20. Едногласно. Втора, предлог годишна програма за работа на Средно општинско училиште Гимназија Добри Даскалов Кавадарци за учебна 2019-2020. Едногласно. Трета, годишен извештај за работа на Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци учебна 2018-2019. Едногласно. Четврта точка. Предлог годишна програма за работа на Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. Пета точка. Годишен извештај за работа на Средно општинско училиште Кирос Панџо Брков Кавадарци учебна 2018-2019 година. Едногласно. Шеста точка. Предлог годишна програма за работа на Средно општинско училиште Кирос Панџов Брко за учебна 2019-2020. Едногласно. Седма точка. Годишен извештај за работа на Средно општинско училиште Сашо Пинџур Кавадарци за учебна 2018-2019 година. Едногласно. Осма точка. Предлог годишна програма за работа на општинско основно училиште Сашо Пинџур Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. Девета точка. Годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други службени активности на учениците од општинско основно училиште Сашо Пинџур Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. Десета точка. Годишен извештај за работа на основно општинско училиште Тошо Велков Пепито Кавадарци за учебна 2018-2019 година. Едногласно. 11 точка. Предлог годишна програма за работа на основно општинско училиште Тошо Велков Пепито Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 12 точка. Предлог годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од основно општинско училиште Тошо Велков Пепито Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 13 точка. Годишен извештај за работа на основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци за учебна 2018-2019 година. Едногласно. 14. Предлог годишна програма за работа на основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 15 точка. Предлог годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 16 точка. Годишен извештај за работа на основно општинско училиште Тоди Хаџитефов Кавадарци за учебна 2018-2019 година. Едногласно. 17 точка. Предлог годишна програма за работа на основно општинско училиште Тоди Хаџитефов Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 18 точка. Предлог годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на ученици од основно општинско училиште Тоди Хаџитефов Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 19. Предлог
годишен план за вработување за 2020 година од Основно општинско училиште Тоди Хричтефов Кавадарци. Едногласно. 20 точка. Годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Димка Тангел од Габарт Кавадарци за учебна 2018-2019 година. Се извинувам. Едногласно. 21 точка. Предлог. Годишна програма за работа на Основно општинско училиште Димка Тангел од Габарт Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 22. Предлог. Годишна програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Општинско основно училиште Димка Тангел од Габарт Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 23 точка. Годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Димка Тангел од Габарт село Ваташа учебна 2018-2019 година. Едногласно. 24 точка. Предлог. Годишна програма за работа на Основно општинско училиште Димка Тангел од Габарот село Ваташа за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 25 точка. Програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Основно општинско училиште Димка Тангел од Габарот село Ваташа за учебна 2019-2020 година. Едногласно. 26 точка. Годишен извештај за работа на Основно музичко балетско училиште Лазумице Фрале Кавадарци за учебна 2018-2019 година. Едногласно. Предлог. Годишна програма за работа на работењето на Основно општинско музичко балетско училиште Лазумице Фрале Кавадарци за учебна 2019-2020 година. Едногласно. Колеги, овде ќе му се заблагодариме на директорите на денешното присуство. Ако сакат да останат да седат, нека останат, ако не, нека одат. Ние продолжуваме со точка број 28. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема за дискусија, ставам точката на гласање. Кој е за? Едногласно. 29 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема, ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодариме. 30 точка. Предлог одлука за одржување и определување на висината на доместокот на учество на есенски пањури во град Кавадарци. Отварам расправа. Заедно со амандманите. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка 31. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за организирање и дефинирање на условите за доставување на стоки на подрачјето на град Кавадарци. Кој е за? Едногласно. 32. Предлог одлука за престанок на воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Кавадарци и општина Велес. Кој е за? Едногласно. Точка 33. Предлог одлука за примање на донација материјално добро, детски реквизити и урбана опремена од Друштво за управување со пакување на отпад од Пакомак до Ел Скопје. Кој е за? Едногласно. 34 точка. Предлог одлука за давање согласност на судско порамнување во врска со судски предмет 79/2019. Кој е за? Едногласно. Точка 35. Годишен план за вработување во општина Кавадарци за 2020 година. Кој е за? Едногласно. Точка 36. Извештај за шестомесечно работење за 2019 година на ЈП Комуналец Кавадарци, донесено од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Одложивме. За наредна седмица. Точка број 38. Извештај за шестомесечно работење за 2019 година на мали хидроелектрични централи Лукар Кавадарци, донесено од управен одбор на ЈП Комуналец. Кој е за? Едногласно. 39 точка. Плата. Одлука за утврдување на вредноста на бод за исплата на плати на даватели на јавни услуги и помошни технички лица вработени во ЈП Комуналец Кавадарци, донесено од управен одбор на мали хидроелектрични централи Лукар Кавадарци. Колеги, имаше дополнување на претходната точка, ќе ја прочитам. Пошто под реден број кога ги ставам ми избегало. Кој е за? На 38-та точка. Вака, колеги, 37-та точка, се извинувам, 37-та точка. Одлука за утврдување на вредноста на бод за плати
надаватели на јавни услуги и помошни технички лица вработени во ЈП Комуналец Кавадарци, донесено од директорот на ЈП Комуналец Кавадарци. Ова е по двете точки, мали хидроцентрали и ЙП Комуналец. Значи 37-та. За Комуналец, 39-та е за мали хидроцентрали. Што значи објаснување, така? Добро, само Ќе објасни. колеги, Дај му збор само на директорот да стане. има потреба од објаснување или нема? Готово. Кој е за? Едногласно. 40 точка. Годишен план за вработување за 2020 година на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци. Кој е за? Едногласно. 41 точка. Статутарна одлука за измени на статут на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци, донесена од управен одбор. Кој е за? Чек. Колеки само да броиме се. 2, Жана 2 4 6 8 9. 9 за. 9 со Жана. Кој е против? Вака. Добро. Добро. 2, 3, 8. 3, Од 9 8 Жана е за. 3, 6 и 2. Со кој 8? 3 7 8 ја и она 9. 9 8. Благодариме. 43 точка. Се извинувам, 42. Предлог одлука за примање на подарок уметничко дело слика на од јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци. За дискусија. Нема да има дискусија, само да им се заблагодариме, тоа е сликата што стои позади нас, на донаторите. Тоа значи дека бевме домаќини на Кавадарци беше домаќин. Михајлово. Ликовна колонија Михајлово 7 дена се работеше и уметниците дадоа една слика поклон на општината како добар домаќин. Колега, да, а отварачот на колонијата и затварачот бев јас во отсутство на градоначалникот и поклонот го дадоа за градоначалникот, ама ја не му го дадов. Точката 42 на гласање. Одиме точка 42 на гласање. Рекоа за градоначалник. Благодариме. Точка 43. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за именување на представници на општина Кавадарци во јавна општинска установа Музеј галерија Кавадарци. Представник за во управен одбор во Музеј галерија Кавадарци е Цветанка Јосифова. Цветанка Јосифова. Кој е за? Едногласно благодариме. Сега убија да ги барам. Да не прескокнеме некоја сега. Само да видам. На вработени во општина Кавадарци. 44. Ева, одлука за изменување. 44. Точка 44. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за плати на административни службеници за 2019 година. И помошно технички лица во вработени во општина. Кој е за? Едногласно. Програма измени и дополнена на урбана опрема. 45 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Благодариме. Сега да гледам. 46 точка. Предлог одлука примање на донација на материјално добро изграда на паркиралиште за велосипеди од пивара Скопје АД Скопје. Кој е за? Едногласно благодариме. 47. Годишен извештај за работа на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци за воспит на 2018-2019 година, донесена од управен одбор на истата. Кој е за? Едногласно благодариме. точка. Годишна програма за работа на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци за воспит на 2019-2020 година, донесена од управен одбор на истата. Кој е за? Едногласно благодариме.
49. Правник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадац, донесена од управен одбор на ист. Кој е за? Едногласно благодариме. 50 дојде. 50 точка. Предлог одлука за престанок на важење на одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка проект енергетска ефикасност и раскинување на договор со број 08/3668/1 од 29.7.2013 година. Кој е за? Едногласно. Одиме со предлог решение за разрешенување на член на управен одбор на ЈП заступани сување со спортски објекти Мидо Хаджи Василев Јасмин Кавадаци, именуван од Совет на општина Кавадаци. Колеги, на местото. Слушајте, нема кој е за, не се прочитали. Првен одиме со разрешување на Здравко Бошков. Кој е за? Едногласно. Едногласно. Одиме... Не, чити убаво. Колега, прочита. Не. Се извинувам. Кој е за? Ајде уште еднаш да се пребавиме. Кој е за? Број. Пеѓе, што спиш? Колку се? 11. Митко 12. Души... Дрварова. Ајде уште еднаш да ве видам. Митко и Ташо да. И ја да. Пеđa, што спиш? Ајде што. 11 за. Против. Што бе се тегна против? Дрварова, ти против и за, така? Тоа е истовремено решение. Решението за разрешување и за именување новиот. Значи, новиот само е Лазар Толев, иста точка е... Четворица. Че овој решение е истовремено се разрешува. Значи, се разрешува, се именува Лазар Толев. Значи, во иста точка е разрешување и именување. Се разрешува Здравко Бошков, се именува Лазар Толев. Колеги, со ова истрепен дневниот ред, ја завршувам ова седница.